расходите порастија за 1.800.000 околу, а тука се предвидени дополнителни средства за повишувањето на цената на електричната енергија, поголемата цена на горивото и покачувањето на платите на минималната плата на вработеници. Доколку има некој прашање нешто? Дали има некој прашање? Ако нема, точка број 4 ја ставам на гласање, кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 2. Точка број 5, предлог одлука за усвојување годишен извештај за работа на ЈКП Бела Хигина. Како што знаете и од изминатите години, ЈКП Бела Хигина собира сметот во 19 од скупно 22 села. Тие се истите од претходната година, со 1287 вкупно корисници, од кои 1225 се физички лица и 62 правни лица. Исто така, знаете дека имаме 6 водоводи, кои ги одржаваме ние, од кои годинава ќе има проблеми повторно со населено место Мојно, каде што го крадија трансформаторот. Ќе треба пак да се мачиме да полниме вода со агрегат, како и 22 година. Канализација моментално вршиме само во населено место Могила. Се надеваме дека ќе се реализира во ова 23-та и за Добрушево. Вашата усвоена план програма за јавна чистота до општината ќе треба да ја извршиме цела во наредна година за одржавање на паркови, јавни зеленила и такви. Вкупната наплата за 22 година од физички лица е 46%, а за правни 45%. Каде помала е наплата дека и правните лица, затоа што имаме неколку затворени фирми кои немаат доставени документи, што не можеме да го одјавиме како Лоздан или било кој, стари предпријатија. А на физичките лица е мала, затоа во тек е една акција пуштаме опомени од адвокат кон сите кои должат повеќе од 12 месеци. Моментално имаме поделено околу 160 опомени, а од утре чекаат уште 60. Вкупно ќе бидат 220 корисници опоменати. За да можеме да стигнеме да предпријатието да ги стигне таа разлика од 1.800.000 што ќе биде планирана за 2023 година. Затоа ве замолувам и вас како советници да му пренесите на граѓаните дека мора да се плаќа сметката за комунално, за ако сакаме да има подобар успех нашето предпријатие. Благодарам. Прашања? Благодарам. Дали има прашања? Точка број 5 ја ставам на гласање, кој е за? 5-6 гласа за, против, воздржан 3. Точка број 10, предлог одлука за субвенционирање на ЈКП Бела Хигина општина Могила за отплата на активирање алгоритм изрешување од страна на Црна река Петрол Белгравадац. Го предложивте? Сега оправдам се. Значи се работи за долг од 1.010.000 денари од 2021 кон Црна река Петрол, тоа е за гориво. Пред 7 дена ни е блокираа сметката, ни ги повлекоа сите пари што беа за плати, за се што имавме. Моментално, секој ден на овие наредни 7 дена, како има прилив, ни ги одземат. Стигнати се до негде до 400.000 денари ни имат повлечено.
така да нема да земе плата ни за јануари сега, а веќе денес му истекува и здравственото на вработените, кои ќе немаат ни здравствено осигурање. Инаку да образложам дека од наследените мои 3 милиони 300 долг и 3 плати, околу милион, моментално останат беше долг кон Црна река 1.010.000, кон Есен околу 250.000 денари. По моето тековно работење на цела 22 година отплатив стари долгови и нормално моите, па ќе мислиме со ова дека ќе бидеме при крај негде, ќе останат многу малце долг. А за да биде активно предпријатието, мора да се... Благодарам. Точка број 10. Повели. Значи овој долг е од 21-а, така? Код предпријатието. Исто со него немате склучено договор за 22-а и за 23-та? Не работите со него? Во Битој. А, во Битој. И сега јас на него 22 ми плаќав тековно и во Битој и му плаќав по 100.000 денари и ама не може ти се изде којќе застрана долгот, знаат тие и затоа дужи. Добро. Дали некој друг има прашања? Повелете. Чекај. Јас во последно со ова акција што ја кажа директорот, за пофалба е, само сакам да предупредам една работа. Да нема селекција на плаќачи. Дали ќе бидат партиски, роднински, акцијата е на место клаена, сите знаеме ако не платиме дека не може да функционира, ама да не дојде да се злоупотребува, да дојме во уште полоша ситуација, ќе дојме ако некој заштитва. Тој ќе се научи, не можеме да скриеме никако. Акцијата е подржна, правилна е, без разлика кој борчиме, не борчиме, треба да се платиме и за да работи така. Само да нема селекција да дојме во уште полошо. Од ако настанат такви работи, нема наплата после никако. Тоа беше. Во право сте, последни тужби се пуштени пред една година, околу 20-тина, а наназад има уште помала бројка. Овие 220 од прилика сега ќе бидат опоменети, значи не плаќале по 6, 7, 8 години наназад. Затоа сега ќе бидат сите. Дали некој друг има прашања? Точка број 10 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоено. Благодарам за Преминуваме на точка број 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал од 1.1.2022 до 31.12.2022 година. Дали има прашања? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? 6 гласа за, против, воздржан 3. Точка број 2. Предлог одлука за усвојување завршна сметка на буџетот на општина Могила за 2022 година. Дали има прашања? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 2. Точка број 3. Предлог одлука за усвојување годишен извештај на општина Могила за 2022 година. Дали има прашања? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? 6 гласа за, против, воздржан 3. Преминуваме на точка број 11. Предлог одлука за согласност за кофинансирање на проект за изградба на краци од канализациона мрежа во населено место Добрушево. Дали има прашање? Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка 12. Предлог одлука за согласност за кофинансирање на проект за изградба на краци од канализациона мрежа во населено место Ивањевци. Дали има прашање? Точката ја ставам на гласање. Кој е за?
Едногласно е усвоена и предлог одлука за прифаќање на донација. Дали имаме прашања? Точката ставам на гласање. Едногласно е усвоена. Точка број 14, советнички прашања. Дали имаме прашања? Повелете. Чекај, исклучи еднаш ти, па... Прво да прашам, на патот за трап има две дупки, од кои се направени со цименто пропаднато и има стално проблеми за пониските коли. Еве, втора година од како сме наново, не се воопшто чепнати или да му се клаи нешто ладен асфалт или цименто и така натаму. Не е кошта ништо тие општината, туку едноставно секој кој ќе помини таму знае како реагира. Значи вие го врвите тој пат како советници, како градоначалник и така натаму. Дали тие ќе се средат и да се средат во брзо време, сакам да знам. Или ќе останат така? Има повеќе дупки, за жал, значи имаме повеќе слични ситуации. Во иднина ве во план да распишеме за крпење на ударни дупки, значи јавна намавка. Ке се средат. Исклучи го еднаш. После сакам да знам дали забарањето за Чарлија за оцртување на патот кој беа и тука немаат одговор се уште писмен, ниту нешто се направи, бидејќи со самото ако беше сега оцртан патот, дали со донации, дали со средства, дали со помош на општината, јас ви гарантирав дека црево ќе се пуштеше за вода да имат. И во манастирот, и во куќите. Сега не знаеме ние кај да го пуштиме тоа црево. Низ нивие. За жал, функционирањето за пат и водовод не ви е добро познато, значи едното со другото нема допирна точка. Едно е оцртување на пат, друго е оцртување на пуштање на црево и со донација да биде пуштено цревото, треба дозвола за градба, треба проект и многу по-комплициран е процесот. А во иднина се работи на случаја, значи 26 години не било решено, не можеме да го решиме за 2 месеци. Дали ќе му доставите правен писмен одговор ними и исто сакам да прашам, писмен одговор бараат од Црничани, бидејќи не му доставивте одговор. Јас разговарав со нив, ќе пуштат сега уште едно писмо, значи одговор немаат за водата и доколку не му дајте одговор, ќе одат директно во Министерство за животна средина, каде што ќе бараат и тужба за општина Могила, бидејќи општината не ги сервисира, а ги бара нивните, значи плаќања како што се за куќи и едно друго. Но тие сакаат да го добијат одговорот за да знаат што брат. Има 2-3 пати тука интервенирано. Пари ние одобривме 8.000 денари, се пуштија на физичко лице таму. Знајте, тие јас уште тогаш кажав дека се пари за семки, не знам ни зашто ги зеде. Од тогаш вода немаат. Што со тие, пуштивте пари, што има вода? Нема. Значи, уште еднаш ќе повторам. Истиот проблем е години назад, до целосно решавање е поголема студија и дали воопшто е економски оправдан. А намерите за било која институција да се обратат е слободно, значи можат да се обратат. Сега ова е закаснато, но го барам одговорот, оти тогаш пред 2 седмици. Вие не ќевте советнички прашања, баш на денот кога тоа го презедовме. Се работи, повторно беше активирано од месец декември за земјоделската аптека, каде што беше направена за складирање и заштавување на кожи.
Точно тој ден, кога овде јас барав советнички прашања, ги стопиравме, викнавме полиција и тие констатираат дека тие немаат ниту една единствена дозвола, туку дозвола за откуп на јагнина. Некоја регистрирана фирма, не знам никаде, и откуп на јагнина. Значи, со ова немаат допирна точка, значи исто така се направи записници, ќе добијат прекршочни пријави и дури му беше наредено да не идат поќе тука. Јас прашвав како општина, зошто вие тоа, наместо јас и Гоце, да го преземиме, не го преземавте вие. Една година ги зборам. Значи една година од кога ги собравме подписите, поќе не бевме никој информирани што таму се направи. Таму се направи едно затишје пред бура и пак се почна со истото. Значи и ние повторно изиграваме. Од денот, од самиот ден, доколку можеме да ги добијаме записниците, би било добро, бидејќи ние имаме одговор од животна средина, каде што му дава дозвола за работа, така да тие записници сакам да ги добијам. Борче, секако се служиш со невистини и небулози цело време во твоето политичко делување овие 7-8 години, да ги добијаме за да ги споиме она од животна средина што општината го доби и тие записници. Значи, тука не добив јас одговор, значи, вие имате овде комунални инспектори, значи, можете да позајмите комунални инспектори, таму го знаевте проблемот. Комунален инспектор од животна средина беше дојден од Скопје и има направено увид на самото место со записник. Затоа ќе те замолам да ги добијаме тие записници што си ги спомна претходно. Дали оваа година ќе се реализира некој полски пат низ општинава, значи низ Могила и низ другите села? Значи, за жал, со наши средства многу малку можеме да реализираме полски патишта, но имаме аплицирано преку Министерство за земјоделие и преку Пелаганискиот плански регион. Имаме аплицирано неколку патишта, исто сме во разговори за донација на отпад од мермерните комбинати во Прилеп, што може да се искористи за санирање на полските патишта. Само ние треба да обезбедиме превоз. Треба да најдеме начин како да таа донација да ја добиеме и да ние да распишеме јавна набавка за обезбедување на превоз кон полските патишта. Уште еднаш ќе повторам, имаме аплицирано во животна средина, во Министерство за земјоделие, и преку Планскиот регион за санирање на полски патишта. Со уличното осветлување сакам да знам дали ќе распишите оглас за таму каде што нема се пријават луѓето, каде фалат бандери, каде фали, значи, жица, трета жица и така натаму. Дали ќе оди јавно или ќе му кажуваме покујки, оди таму, намести му, види или измери, како што има и примери сега, јас ги знам веќе. Слободно да ги кажеш. Значи да се доискажам, што ми исклучиш. Па сега да повторам, јас не сум шпион да ги кажам, значи ги знам луѓено, значи оди јави се, ќе видат колку запиши, значи дали ќе има за сите ист аршин, значи кај што нема, пример во едно село кога средваме, еве или 2-3 села да средиме откорен. А ако мислиме само дека на еден ќе му средиме на 3, не, значи не сме го средиле проблемот. Дали ќе има таков барам овде? Тие се голем зафат, големи потреби на бандери, жици и дополнително обрема со однос на ситуацијава, значи да се направи поголем зафат, нема да не. После исто имам една идеја, дури се јавив таму и разговарав, значи општината тоа може да го повара и да го преземи, затоа сакам да ви презентирам, за да се направи постојка за возот, значи за возот овде на некој може му е смешно, но значи самите луѓе одат до Битола, значи одат од општинава, одат до Битола, а може Ќе те прекинам бидејќи често го злоупотребуваш мобилниот снима само кај што разговараш ти. Не, слободно можеш да снимаш и тука. Јавно го објавуваш она што ти одговара, значи 2-3 пати имам јас пратено барање лично од кога сум дојден како градоначалник за постојка за железничка. Сега не сакам така да функционира системот, но мора со лобирање и молење
на институциите, еве ние сме во подготовка, значи од самото доаѓање побарано е да има железничка постојка во село Могила и се надевам на конечна реализација. Пред неколку дена сам виде дека се средува теренот да дојде комисијата да одреди каде треба да биде таа постојка, така да можеше наместо да го поставиш прашањето имам предлог или идеја, можеше да кажеш честитки за идејата и дека во фаза на реализација. Затоа кога манипулацијата со мобилниот кога се користи, се снимаш самиот, а не го ставаш разговорот, затоа сакав да те прекинам за да не можеш да изманипулираш пак. Значи, прво јас не манипулирам, седниците, знаете, манипулирани се од вас, значи ги правите на делови, дури јас некои делови не можам да ги ги скратвате како што треба. Јас прве не објавувам цела седница, после си објавувам моите ставови каде што луѓето ме пратат. За ова, сакав уште пред 2 месеци да те прашам, лично мене ми се јаве Пеце, значи Пеце Секирски, за идејата со ова. Јас се јавив во железница, значи таму постоти записи, изборувања со директор и се, и сакав овде да ви кажам, значи вчера не видов, ево Пеце тука ви е, значи ако лажам ќе ме гледа, каде пред 2 месеци, затоа ви барав, и ова не е од денес пишано, значи од тогаш истите ми се ливчина тука стајани. И нема... Не со овие двојнина, значи, во интерес на граѓаните сите работиме, не во лична промоција, како што, ако пред 2 месеци си го добил, ти требаше да го доставиш во писмена форма, кај мене да го доставиш во писмена форма, во истиот ден. Ако, еве јас ти кажам дека од самото доаѓање, втор или трет пат праќаме иницијатива за да се реализира постојката и ќе се реализира. Нашата волја, нашето залагање да се реализира, сега остануваме на железници да одлучат, да не биде политички реваншизам, во случајот како што бараме одредени отпадни материјали од некои фирми да ги добијаме се со се за да ги подобриме условите за живот, на политичка основа не одбиени. Се надевам дека во случајот со железници нема да биде така. Дека ќе излезат заедно со нас во престрел. Ние во самото барање кажавме дека ќе се до финансиска помош, финансиски оддел ние ќе си го покриеме, така да тие само дозволите да ги дадат. И уште нешто сакам да знам и за продавницата овде се случи лицитација, па после имаше некој спор таму, па повторна лицитација и до каде сега работат? Ке има нова лицитација или? Повторна лицитација која ќе се заврши документацијата. Ајде, повелите. Јас само баш со Бајле има едно барање. Луѓе има, не е голем проблем, преку реката се наоѓа на шахта кај мута тука. Е злабната и се на самата ивица со асфалт. И се некојаш може да дојде до проблем со некој што не го знае со разминување да направат поголем дефект. Значи малце е ризична, скријана и како шахтата, а на сама ивица на асфалт. Баш и со Бајле тоа ми спомна, тоа не е мислам голема работа, тоа комунално може да го решат. Да се направи што да се подзасипи, да не дојде до Че го уште денес сама ивица мислам ризично. уште денес значи ќе го видат од комуналното, така да што може да се санира во најбрзо ќе го санира. Така. Значи јас се замолам колегата Бучински, кој ќе објавува видео повторно и кој ќе коментира луѓето таму. Значи, Борче, има коментари таму кои нас не вреѓа овдека, а ти не носиш сам одлука, овдека има советници што носиме одлука. Што да му правиме со коментарите? Па кажуваш глупости таму. Глупости се што. Така, некој нас не вреѓа таму. И сите вие да видите, да прочитате. Како? Па нема ти потреба да објавуваш видео, кога тоа е објавено овдека, и ти го снимаш дома и објавуваш глупости. Да си опуштаме, тоа што го кажам, се опуштам. Сира, бидејќи заложбата за Моњо беше од сите нас, ни една прашање немаше или забелешка за Моњо за јавно. Значи за Моњо, значи кога изгласавме трансформатор, јас барав подземен кабел, значи не можеше со таа варијанта, вие сами рековте дека не можеш. Потоа барав таму да се заштити од како се шове, со аларм.
Значи со аларм барав да се заштити, вие ниту го заштитивте, не знам што направивте, дали го предадовте првен најавана, дали можеше да се предаде, не можеше да се предаде, јас одговор немам овде. Значи како сите да се... Чеве да дозборам, оте ми исклучив, човек. Полека, сакаш паралелно, еве да ти го објаснам. Добро се, да не исецкаме, еве ќе ти ги кажам трите начини. Значи барав да се намести аларм. Наместивте? Не. Не известивте дали може и дали не може? Не. Со кабело кажавте сами, не може. Еве, ве вервам, не ве вервам. Значи, тоа е тоа. После можеше да се намести, значи, аларм. И третиот начин, со кој барав јаска, значи, таму да се заштити нешто, за жителите. Па третиот начин е, значи, покрај алармот да има нешто друго, значи, да има камери, нешто да се направи на самото место таму. Значи, сега физичко не знам јас кав. Сакам да бидејќи уште еднаш, значи аларм на отворена. Третото ми беше дали вие го осигуравте тоа, дали можеше да се осигура или да се предаде кон